Добар ден, драги гледачи. Ова е третата емисија од серијалот кој што е подготвен и ќе го водиме за зодијачките знаци. Во претходните две зборувавме за Скорпија и Стрелец, а сега е месецот на Јарецот, каде што со драгиот и ценет професор доктор Зоран Крстевски, кој воедно е астролог, ќе позборуваме за карактеристиките на овој хороскопски знак. Професоре, добар ден. Дали може да кажеме нешто повеќе за позитивните и негативните страни на хороскопскиот знак Јарец? Во едно од вашите интервјуа велите дека јарците позитивно е што се искачуваат лесно нагоре и тешко е да ги опфатат негативните сили од долу. Тие исто така се мощни, дисциплинирани, одат кон остварување на своите цели, а негативна страна би им било тврдоглавоста. Дали може да кажете нешто повеќе? Па да, Јарецот е еден многу интересен зодијачки знак кој што не спаѓа во најатрактивните, бидејќи многумина сакаат да бидат од воздушните зодијачки знаци или од огнените. Например, има голема разлика во пристапот помеѓу близнакот Водолијата, а пропо Јарецот. Јарецот е малку позатворен, би рекол, подистанциран од јавноста, не ги искажува своите емоции, има одредена цел, амбиција кон која се стреми. Во животот не му оди лесно, мора многу препреки да надмине, бидејќи е под влијание на планетата Сатурн. А кај Сатурн се добива со голем труд, со голема пожртвуваност и посветеност. Но тој е многу упорен, еден од најупорните зодијачки знаци. И сега има тука разлика дали е оној Јарецот кој што се движи кон планината, кон врвовите, или оној кој што се плетка низ прашината доле, што се вели во долината. Така што јарците кои се стремат кон планината, оние би рекол упорни, настојчиви, дисциплинирани, сериозни, посветени јарци, навистина ако веруваат во себе си, можат многу да успеат и да постигнат и најголеми тешкоти да надминат. Затоа има и голема разлика помеѓу јарци кои се строги материјалисти, на кои им е најбитно да поседуваат, и јарци кои се малку по, би рекол, отворени за соработка со другите од една страна, но пред се да се хармонизираат себе си, да и таат кон нека духовна височина. Иако, например, тие духовни цели не се во преден план кај јарците, затоа што тие се многу прагматични. Тоа подразбира, дај да се осигурам, дај да постигнам една сигурност, дај да бидам независен, дај да имам едно чувство на себе реализација, па потоа ќе размислам што со во односите со луѓето. Затоа и за јарците и најпроблематично неретко, пребрзо, прерано, преисфорсирано да влезат во брак, посебно со личност која не им одговара. Затоа што тогаш влегуваат во емоционална, би рекол, состојба, во која не се чувствуваат среќни и исполнети. Тоа може да им влие во развојот на нивната кариера, во нивниот статус. И затоа се вели за Јарецот подобре да изгради одреден статус, да ита кон интелектуално образовна дејност, да се хармонизира како личност, да види што сака, што му е потребно, да созрее и потоа може вистински да се предаде во љубовта. Иако нормално љубовта си е во секој момент присутна, но сепак јарците, за разлика од едни ракови риби, на кои љубовта, емоцијата им се најбитни и знаат понекогаш да се залетаат, па и да жртвуваат кариера, статус, да жртвуваат многу нешта во животот во името на љубовта и семејството, кај Јарецот е обратно. Јарецот мора да владее со себе си, да владее со своите емоции, мора да постигне одредена реализација. Може да се постигне преку семејството, преку љубовта, ама обично тоа не оди така лесно кај јарците, на кои им е дадена тешкотија товар. Затоа велиме, кармата е најсилна кај јарците. Или кај оние што се со подзнак Јарец. Кармата што е? Некоја тежина, или некој кармички долг, или нешто што треба да го рачистиме, да го ослободиме. Нешто кое можеме најдобро е да го осознаеме и на крај од која ќе го и чистиме, ослободиме, ние можеме вистински духовно да напредуваме и да ни се остварат целите. Значи Јарецот се соочува со тежини. И сега гледате, во раните млади години некои од зодијачките знаци итаат малку по-ноншалантно кон предизвиците на животот. Се премногу опуштени, сакаат забава, битен им е физичкиот изглед, битно им е како другите ги прифаќаат, битно им е да бидат видени. Јарецот не е таков. Тој е малку по, би рекол, дисциплиниран или по-дистанциран. И се гледа Јарецот не е да се експонира, не е да го видат, неретко и не е толку многу, па и настојчив другите по секоја цена да го прифатат, бидејќи за него е битно колку сами од себе се прифаќа. Да гледате, фокусот не е кон надвор, фокусот е кон натре. Проблемот е што понекогаш се многу строги кон себе си. И се анализираат. Дали сум добар физички, дали имам доволно сила, дали сум добар за јавен настап, да не сгрешам, што ако не успеам. Плюс, подложи се на авторитети.
Ако ретко кој зодиачки знак, таткото премногу им влие и многу битна таа релација со таткото, односот со авторитетот. Ако таткото е строг, авторитарен, ако премногу наметнува влијание, тоа ќе влие на самодовербата на јарецот. Затоа јарецот мора и да внимава што поприма од надвор. Второ, не треба се да лепи на срце, затоа што можеби кај еден близнак, вага, водолија, ќе попримат некоја неубава енергија, неубава информација, неубава емоција, ама може побрзо да ја ичистат. Кај јарецот, а неретко и кај ракот, сето тоа се лепи. И се гледате навреда ја лепат. Некој чувство на одбивање го лепат. Во љубовта некој неуспех, некој не ги прифатил, го лепат во себе си. И потоа стануваат строги кон себе си или понекогаш и песимистични. Во цел зодијак јарецот е еден од најголемите песимисти. Нели претходната емисија зборувавме за стрелците кои се најголеми оптимисти заедно со лавовите. Но овдека имаме песимистичка природа, сериозна, дисциплинирана. Значи рековме, јарецот нема да се експонира прв по забавата. Јарецот нема да сака да ги води нешто, тоа не типичен јарец. Има и јарци со некои појаки подзнаци, па може малку сето тоа да опадне. Но во суштината кај него имаме, тоа се вели метод. Точно определувам цел, се насочувам кон таа цел и гледам да ја реализирам таа цел. Но често се крути. Тврдоглави. Не можеш да допреш до нив. Ставаат зид, веројатно се штитат да не ги повредат. Но ако пак од другата страна, во ова денешно време, гледате на непостојаност, на алчност, на разни, би рекол, манипулации, на интриги, време на невреме, јарецот полесно ќе просперира, можеби од една водолија. Да што водолија ќе ги идеализира другите, ќе рече дај да направам за другите, а на крај ќе свати дека тие другите само биле добри со водолијата, тогаш кога имале полза од нејзе. А кога веќе немаат полза, ја отфрлаат. Водолија не може тоа да го разбере, ама јарец ќе го разбере. Јарец преку своите болки страдања ја учи лекцијата. Тоа е Сатурн. Сатурн ти дава тежина, за да духовно те пробуди, за да те насочи кон себе, да сватиш која е целта, а целта е да станеш независен, да станеш индивидуалец. Овојнот истото го прави, ама низ борба, низ конфликт. А јарецот може ова да го направи, да го научи лекцијата низ некои потешкотии. Сега некои од потешкотиите, кај јарците се можеби финансиски не се најдобри. Можеби се од семејство кај што финансиската подлога не е толку моќна. Можеби има некои други ограничувања, можеби некои болести биле присутни во семејното јадро. Може имало некои трауми. Значи малку стартот на јарецот е побавен. Но гледате се. Имаме зодијачки знаци на кои се име отворено. И мислат дека вечно ќе биде така. И мислат со својата атрактивност, па и финансиска, не знам каква поддршка, дека секој ќе бидат атрактивни и интересни и дека во животот лесно ќе поменуваат. И делумно тоа е така, негде до 29 години кога Сатурн не го направи кругот. И може да првата половина од животот да биде многу убава на некои зодијачки знаци, да не кажам кои. Но понатаму тие паѓаат, не се структурирале како личност, не изградиле карактер, не сватиле дека животот е подложен на промени. Се тече, се семено. Ако сега си добил привилегии, предиспозиции, утре ќе добиеш кармички соочувања. Па тоа ќе треба да отплатиш. Немајќи се себе си, својата структура, својот темел, некои од знаците киксаат. Кај јарецот е обратно. Од старт добива тежина. Добива борба, добива искушенија. Треба да се справи со авторитети, треба да се справи со собствените емоции, треба да се справи со собственото себе негирање неретко, затоа што они рековме, и кон себе се строги. И автоматски, ако јарецот работи на себе, работи на своите комплекси, работи на своите слабости, зацрта цел, оди во интелектуалната област да се реализира или оди во нешто што ќе му даде подобра финансиска независност, при тоа он, градејќи го тоа, во втората половина ги добива наградите. И на крај што испаѓа? Подобро да се јарец. Бидејќи животот не се само младите години. Животот е животот и ти треба да направиш подлога, терен за да ги вкусиш плодовите од животот. А плодовите од животот може да се вкусат и во некои други фази од животот. Така што јарците тогаш избиваат во преден план. Прво, а второ, ова што го кажав, да речеме за нашето поднебје, за Македонија. Значи видите, Јордан, Македонија е строго комплицирано општество, во кое емоциите те кинат. Ако си премногу емотивен, ако си премногу наивен, ако си премногу со илузија, ако си премногу со жртва, ако си премногу со очекување, ќе настрадаш. Јарецот ова не го прави. Рибата ќе го направи. Риба ќе идеализира, ќе мисли сите се добри, сите имаат морал,
ај да се дадеме, ај ќе се жртвуваме, ракот исто така, ќе гледа со емоциите да пристапи, близнаците ќе се растрчаат на секаде да комуницираат, ќе ја препотрошат енергијата, водолијата, па ќе сака да подобри систем, да подобри луѓе, да подобри пријатели, да подобри компанија, ќе се препотроши. Лав па сака да дава енергијата на секаде, сака да зрачи, сака да биде виден, не внимава толку на себе си и доаѓа до проблем. Вагата исто и се случува во љубовта, ај партнерот, ај партнерството, ај да одржиме хармонија, ајде некоја рамнотежа. Тоа е добро да се прави, но поентата е каде е фидбекот. Ние даваме, а колку придобиваме. Јарец ќе ти даде онолку што заслужуваш. Јарецот нема да ти се потроши. Сега некој ќе рече, ама гледај го Јарецов е колку крут на емоционален план. Па што треба да прави? Ајде да се раздадеме, да се испорсираме, да се загубиме во целта, да не одиме кон она што ни определба и на крај да пропаднеме. Ова ако го научат и вистинските јарци, ќе напредуваат. Ако они станат како рибите, а не можат да бидат како рибите, ќе се загубат на патот. Зашто може рибата мора да помине низ тој ореол на жртва. Таков е зодијачкиот знак. Таа владее со чистите емоции. Таму нема калкулации, но кај јарецот имаме калкулации, имаме анализа, имаме селекција, имаме преиспитување, имаме кому, како, што да му дадеме. И некој гледа од страна ќе рече, види не можам да го пробијам Јарецов, изгледа многу како да гледа за себе, како да е себичен или гледа да создава пријателства, односи, ама од она што има придобивка. Не е битно, Јарецов е само реалиста. Он го знае светот, го знае човекот, ги знае луѓето кон што се подложни. Дека не можеш ти секоју да веруваш. Тоа е вистинскиот Јарец, тоа е планинскиот Јарец. Кој што има цел, има амбиција, има карактер, има определба, има сериозност, има методичност, има одговорност и иде напред кон планината. А овој во прашината, на крај ќе ја научи кармичката лекција. Ќе свати дека многу време потрошил, дека не се снашол, дека само се искомплексирал, дека влегол во тој песимизам и дека треба некој друг да го води низ животот. Тоа е најстрашно за Јарец. Затоа што има правила во астрологијата, тие правила. Значи, штом си роден во одреден зодијачки знак и одреден подзнак, дај види што се позитивни карактеристики од тој твој зодијачки знак и од тој твој подзнак. Што е кај Јарецот? Длабочина, темел, основа. Тој владее со карпата. Карпата, опозитно, знаете со кого е поврзана? Со изворот. Карпата или каменот. Значи, ракот е изворот, како шкорпијата што е реката понорница или езерото, како што рибата е морето или океанот. Гледате, се е вода. Едниот е вода поврзана со извор, а со кој е комплементарен изворот? Со каменот. Со кого Јарецот најмногу се одговара? Со ракот. Зашто се надополнуваат. Ово има големи емоции и чувства, тоа е ракот, а ово има сигурност, стабилност, темелност, тоа е Јарецот. Јарецот му треба емоција, му треба сигурност, треба и да изрази емоција. Ама Јарецот ако се истрчува со емоциите ќе настрада. И себе таму некои познати личности сигурно ќе ме прашате. И жените родени во знакот на Јарец се многу стабилни, се цврст карактер, имаат опстојност, не се патетични. Не се она некој да ги крире, да ги води. Дајана Китон, таа една голема актерка, сега почина пред некој месец, родена во знакот на Јарец. Ава Гарднер, Марлен Дитрих. Значи, гледате, жени со еден стил, со став, со карактер. Елвис Присли роден во знакот на Јарец. Значи, замислите каков еден талент кој успеал од гетото да се излече, да создаде голема кариера, да биде кралот на рок-н-ролот. Дали може тоа некој да го постигне без карактер? Не. Без собственост. Значи, во Јарецот има некој харизма, ама кај него таа харизма не доаѓа толку рано, толку брзо. Спонтано се развива. Јарецот има голема самодоверба, но првично се соочил со собствената несигурност. Мора да помине низ фаза на несигурност, да се пронајде себе си, да се формулира себе си како личност и да успее. Затоа обично за јарците се кои битни години. 29-та година од животот. Тогаш оди еден пресек. Од 29 до 30 пресекот. Што направи, до кај стигнем? До каде одам? Меѓуфаза 36-та година. Меѓуфаза. 42-та година е една од најбитните за јарците. Тогаш иде пресек, промена во животот. Што се случува тогаш? 48-та делумно и потоа доаѓаме 56-та година. 56-та година е една од најважните години. Тука се определува визијата, планот, состојбата, духот на јарецот. Дали знак, дали подзнак. Значи, мора да внимаваат. Како се развиваат? Првично во тие секои 7 години. Они се опфатени од циклус на 7 години. 7, 14, 27, 28, ама во суштина доаѓаме до оној преот на Сатурн. Сатурново враќање. 29 години како една клучна фаза. 56 година кон 58 година.
И што треба јарецот да научи помеѓу другото? Да не биде жртва на материјалното. Нели сега Да. создаваме кариера, создаваме статус, ама не да бидеме водени парите да не бидат главната цел. Туку успехот, постигнувањето, креативноста, самото создавање и творештвото. Значи гледате сега, материјата и поседувањето, ако бидат клучни во работењето, индиректно се преплептуваат и во односите. Битно ми е убавиот партнер или сигурниот партнер, затоа што сакам да го поседувам, затоа што ми нуди нешто кое што е добро за мене. Не, љубовта како љубовта, а не партнерот затоа што е богат, затоа што ќе ми реши некои состојби во духот, затоа што можеби преку него полесно ќе успеам во странство, затоа што е добар со кариерата, па може и мене ќе ме прогура. Тоа неретко го има кај некои јарци. Че они мори луѓето, па и она што го работат да го гледаат како само вредност. Значи ја гледам работата како само вредност, а не ја ставам работата во преден план заради акумулирање капитал. Затоа што еден ден ќе се угушат во парите. Затоа што имаме и негативци јарци. Ебе Ал Капоне, најголемиот мафијаш, бил јарец. Гледате ги овие диктатори. Наједен од најголемите диктатори е Сталин, роден во знакот на јарец. Мао Цетунг, Да. водачот на кинеската револуција, подоцна на Кина. Страшен, сериозни и опасни типови. Роден во знакот на јарец. Тој еден Никсон кој падна од позицијата, едноставно му се случија некои проблеми со некои прислушкувања, председател на Америка, роден во знакот на јарец. Но гледате, сите се крути, сите се специфични. Сталин шетал со капучето, тоа е едно шинелче. Значи, виж, не бил атрактивен. Мао Цетунг, прашање колку ги мил забите бил. Значи, исто така стегнат крут. Но битно е да имаат поседување, диктатура, контрола. И сега гледате, ако некоја наша припадничка на понежен пол, родена во водени знаци или во воздушни знаци, и налета на јарец кој од овие прашњавите типови, овие што не се подигнати кон планината, ќе има проблем. Јарецот ќе сака да ја контролира, ќе сака да и се наметне, ќе воспостави диктатура, премногу е конзервативен. Знаете, ова денешно време, водолијанско време, на распуштеност. Јарците се поконзервативни. Кај нив имаме традиции, имаме правила. Јарец, девица се малку по, би рекол, затворени по природа. Но во љубовта, ако бараме некој поотворен тип, јарецот не е тоа. Јарецот ќе те стави во оклопот, како што му одговара. Посебно ако е он е негативен тип. Ако ви само реализиран, кој духовно се подигнал, веќе имаме шанси преку него да напредуваме. Но еве би ги дадов овие примери на некои диктатори кои како действувале. И кои веќе ви кажаме и на музичари. Род Стюарт, роден во знакот на јарец. Дейвид Бови, значи еден прекрасен пејач од Англија. Потоа Мишел Андриано Обама исто. Челентано, италијански пејач, и тоа премногу јако. На време почнал он многу интересна музика воспоставува. Значи гледате, има во нив креативност. Алис Купер. Добре, тој е еден друг тип на музика форсира. Ама не е битно. Битно има талент. Да. Треба да се упорни, треба да го развивате темпераментот. Се знаете кој е јарец исто? Мистер Бин. Мистер Роан Аткинсон. Аткинс. Да. Значи гледате он па каква талентирана способност си носи во себе си. Значи јарецот не можеш да го отпишеш, иако на првично не можеш да го запишеш. Да. Тоа имаш во еден филм. Ниту не отпишуваат, ниту не запишуваат. Јарец, ниту е да го запишеш, треба да видиш убаво да го запознаеш, да видиш кој е неговиот темел, или го запишеш, дали ти одговара пријател, партнер во работа, со работен, не можеш така лесно го запишеш, има еден зид. Да. Има оклуп, треба да умееш да сето тоа го препознаеш. Да. Ама по другата страна, јарецот, ако е оној вистински јарец, кој ќе ти се вметне у животот, не можеш лесно да го отпишеш. Сега ај во љубовта да ви кажам. Знаете дека добар број на припаднички на понижен пол, родени во знакот на јарец, сакаат повозрастни партнери или со разлики години. Чи позрели, повозрастни, потемелни, постабилни. Не е некој ветриопирести, не е некој кој од денес за утре е интересен, ама после ќе го живее она. Она бара некој кој се со цврстина, со став, па е неретко и со успех кој постигнал. Мажите јарци, како поминуваат годините, сакаат поатрактивни, помлади. Изгледа они во младоста побавно влегуваат во тие фази на страстите, на љубовните, би рекол, романси, но со текот на времето, ако се реализираат, тогаш преоѓаат во таа фаза. Еве, Мел Гибсон ви е исто во знакот на јарец. Джим Кери исто така. Така. Значи, во секој случај, јарецот, јас би рекол дека е многу користен зодијачки знак.
добро е да го имаш јарецот во наталната карта. Со некоја планета, како позиција, кој некој секој ќе избере водолија, лав, стрелец, овен, вага, значи ќе избере, ќе рече, бе, ние сега да уживаме. Ама денеска во проблемите, во тешкотиите, во маките, треба студиозен ум, треба одговорност, треба карактер, треба да издржиш, треба да пробуткаш. Затоа јарецот ако работи на себе, може многу да постигне. Сега не е поентата само да постигне на материјално, професионално поле. Треба да размислува што постигнува на другите полиња. Сега кога сме на другите полиња, гледате ги кои научници се. Исак Њутон роден во знакот на јарец. Луи Пастер. Значи гледате кој карактер, која длабочина, која способност имало само во нив двајца да земеме. Да. Кој вид на харизма. Потоа Джек Лондон, големиот писател, кој исто поминал измакени тешкоти и имал склоност кон алкохолот. Обично јарците не се премногу подложени на разни пороци. Сега да не кажам кои знаци се подложни, ама понекогаш имаат слабости. Зашто ако некој е најмногу подложен на депресија, тој е јарецот. Он има анксиозност, го фаќаат кризи, дали успеав, критичен е према себе си, критичен е према другите, не е ослободен, напнате, премногу ги анализира работите, не се опушта и потоа решение бара или во многу работа, или кон акумулирање материјално богатство, или може би кон некоја слабост, кон порок. Да. Хемфри Богарт бил роден во знакот на јарец. Тој дали одговара неговиот начин на глумење на Јарчева филозофија? Па може би да. Апсолутно одговара. Стабилен, сталожен, сериозен лик, нема играње. Казабланка, филмот се огледале? Да. Значи кој може подобро да го одигра? Со шпиони. Епа, Хемфри Богарт, таков е по природа, богатството на Сиера Мадре и така натака. Значи Мел Гибсон гледа кој е трансформација и карактерен и ден се бори наметнува некои работи за општото добро. Значи ако јарецот е позитивец, тој е многу добар. Ако е негативец, е многу опасен. Да. Кај него нема разлика. Така што од другата страна ви ги кажав тие најголеми негативци кои биле сериозна закана. Да речеме Сталин бил параноичен. Секој кој е попаметен, поатрактивен, поспособен, он гледал да го ликвидира, па ги пратил или во ако имале среќа во тие гулазите во Сибир или ликвидација. Да. Значи живее строго, наметнат, ама виж челична дисциплина. Него и стал, тоа е по превод железен. Значи замислете, инаку оловото е под доминација на јарецот. Еве на пример, во поглед на минералите, калциумот мора да биде присутен кај јарецот во исхраната. Зашто нив им страдаат коските. Имаат проблеми со колената. Сигурно ви имате прашања во овој домен. Да. Ама еве вака да нешто кажам, бидејќи апропо водолијата на која и треба магнезиум. Заради мускулите. Да. Значи што повеќе калиумот кај вагите да влезе. Ама кај јарецот мора да има цврста структура на коските. Лошо е ако попуштат. Колена, зглобови, заби, кожа, коски, ногти. Сето тоа е под број 1 слабост. Раскавиците, кои ги спојуваат сите тие нешта. Значи мора да се зацврстуваат, јарецот мора да планинари, мора да пешачи, мора да вежба, да не се застои. Најмногу му страда работен столб. Колаген да користи, значи. Така. И умот му е, значи дел од некои здравствени проблематики произлегуваат од психосоматска основа. Че гледате се, јарец не сака да се свитка, јарец, односно лавот е достоинствен, не сака да се свитка, им страда работен столб. Автоматски. Ракот не сака да ги ичисти емоционалните болки, страдања, те што му се акумулирало, му се вметнало, што се вели во абдоменот, му страда абдоменот. Абдоменот или сите тие органи за варење се поврзани со емоциите. Недоичистено, неослободено и те напаѓа на органски план. И тоа можеш да го ослободиш. Овенот страда од главата, а и у суштина страда од главата, бидејќи оди премногу непромислено и импулсивно. Има проблеми или со видот понекогаш, ама често има температури или грозници може го фатат, има главоболки, проблеми со синуси. Че гледате, ништо не е случајно. Бикот проблемот е со грлото или со тироидната жлезда. Веројатно пак е акумулација. Бикот е поврзан со вулканот. Во вулканот се и ни се структурира. Се доека не дојде до ерупција, не се свари лавата. Така и кај бикот. Гласот, значи кој тлеел, еден ден ерупција создава. А кај јарецот гледате кои аспекти, тврде, круте. Коските се најтврдите нешто. Да. Кожата исто така тука, што се вели, неретко им страда. Им страда понекогаш и ради психолошки аспекти. Значи треба да бидат опуштени. Планина, природа, вода,
да не бидат толку многу материјално определени. Но ако некој успева со недвижност, успева јарецот. Значи, акумулира недвижност е една од професиите. Ако некој е добар за технологија, за инженерство е јарецот. Ако некој е добар за стоматологија, најдобар е јарецот, второ место е овенот. Ако некој е најдобар за информатика, компјутери, кој е најдобар, Јордан? За информатика и компјутери, Девица, Водолие. Водолие. Што модерно технички напредни области. Да. Живеат има правило. Ако е некој најдобар за правник, за адвокат, Вагата. Ако е некој директор, водач, менаџер, креатор, лавот. Значи, гледа има правила во астрологијата. Пронајди ги во себе, развивај ги. Карактерот е нашата судбина. Карактерот на јарецот е да се поседува, да се има сигурност, да се има стабилност, да не се истрчам со емоциите, да ги контролирам водам работите. Така што, без разлика што луѓето не ќе да бидат јарци, мора да разберат дека во денешно време не е лошо да си јарец. Така. Премногу емоции, премногу идеализации, премногу патетики не е добро. Те гази времето стана сурово, материјалистичко, ако не читаат, ако не се надградуваат, нема решение. Да. Исто така само би ги напоменал од познатите личности, тука си Рики Мартин, Джим Кери, Мишел Обама, Джаред Лето, Кит Харингтон од Game of Thrones и така натаму. Кажав исто така за на што треба здравствено поле до јарците највеќе добро на најмногу внимание, значи рековме кожата, коските, зглобовите, ноктите, колаген да користат. Што треба да научат јарците во своето живење и кон какви вредности треба да се насочат? Па прво треба да научат да се ценат себе си и да бидат малку пооптимистични. Ова зборам за младите јарци. Зашто јас оваа книга која веќе е распродадена, не можат ни да најдат веќе по книжарниците, а не знам која ќе ја препечатам. Таму пишува за децата јарци. Значи гледате се, родители имаат деца јарци. Треба да прочитат оваа книга Будење на позитивна енергија. Јарецот треба да чита оваа книга. Кој е мерилото на животот? Да пробудам позитивната енергија, да не бидам стегнат, да не бидам крут, да не бидам затворен, да не бидам зависен, да не бидам оптоварен. Че гледате кај јарецот сакаме да внесеме ветрина, светлина. Зашто ете Сатурн е тмурен, мрачен, комплициран. Го потиска јарецот. Не му дава лесно да се изрази. Го стега, го прави срамежлив, го интроспективен. Но ако некој знак ја бара осаменоста е јарецот. Тоа е добро. Јарецот му треба и тишината. Затоа препорачав планина, ете го водно, било каде кај нас во Македонија, прошетка природа, јарци сте, да, движи се. Вози велосипед или било што прави, биди во акција. Не застанувај само дома, не се затвари, не го бирај мурното, мрачното. Излези од стегите на умот. Ослободи го од она емоционално што ти го натрупале. Кој ти го натрупа? Може родителите. А зошто родителите? Може нивните родители па им го направиле на родителите. И тоа е една традиција, една трансгенерацијска травма која многу често се провлекува кај јарците. Значи имаат некоја болка, страдање, некоја тага, некој гнев, нешто неразчистено и оди по генезата. И затоа им е дадена тешкотијата. И се ама они треба да се справат со тешкотијата. Но знаете, страдањето го зајакна човекот. После страдание следи откровение. После надминување на тешкотијата, после тешките облаци следува сонцето. И автоматски гледате кај јарецот ја имаме надежда. И затоа јарецот е добар водач. Карактерен, упорен, дисциплиниран, стабилен. Ете ги гледате тие водачи таму што биле малку негативци, ама како се избориле со разни непријатели. Значи не подклекнале, имале една визија, имале стремеш. Да. Аба Гарднер, една голема глумица, исто родена во знакот на јарец. Значи они треба да научат. Дека понекогаш имаат камена убавина. Знаете она камена убавина која е? Која не изразваш многу емоции. Онака постегната, потврда. Ете го, мистер Бин како тоа одлично го глуми. Да, точно. Бастер Китон, не знам кој знак е, ама и тој така глума. Чарли Чаплин е роден во знакот на овен, ама веќе инака и бик. Значи друга структура, друга енергија веќе кај Чарли Чаплин. Нели, ако одиме во тој стил на комедија. Джим Кери, значи има ли харизма, има ли способност со себе? Па преголема мислам, да. Па гледате како во нив има нешто што ние прво ќе го отпишеме, а не знаеме дека има скапоцени ресурси. Кај јарецот има скапоцен ресурс на наталожено трансгенерацијско искуство. Зашто гледате кога наследуваме, ние наследуваме болка, страдање, ние наследуваме талент, вредност. Ние се лепиме за болка, страдање и живееме во апатија, живееме во песимизам или ние почнуваме се будиме, наоѓаме решение за акумулираните болки и страдања и идаме кон она што е вредно.
Затоа и јас ја препорачав оваа книга, која е навистина многу корисна не само за јарците, ама и за сите други зодијачки знаци, но за јарците многу да пробудат позитивна енергија, да веруваат и да сватат дека имаат шанси дека ќе се искачат. Знаете ли што значи планински јарец кој не е дофатлив ни за ловци, ни за животни, ни за никој, кој е горе искачан? Ето е ментален код, ментална способност или имунитет кој треба да се јакне. Значи се јакне со работа, со навика, со студиозност, со читање книги, со една промисла дека колку и да било тешко, колку и да било оптоварувачко, тоа не значи дека е вечно, дека се тече, се менува. Се отвара нова шанса, со новата шанса и подобра судбина. Така, благодарам, значи само работа на себе си. Благодарам професори и за самиот крај од книгата Астролошки записи би прочитал еден мал извадок, поточно што ги привлекува зодијачките знаци за јарец. Значи вели, од јарец, одговорниот и методичен јарец бавно, но сигурно постигнува успех во животот. Со својот упорен и трпелив пристап, тој ги елиминира ограничувачките фактори и постепено го подобрува својот статус и постигнува успех во кариерата. Повисокиот карактерен тип на јарец постојано се надградува на психофизички план и успева да ги оствари своите цели. Животна цел му е добра финансиска состојба, односно да се докаже пред другите. Препорачливо е да покаже интерес за духовните вредности и да ги елиминира песимизмот и особено крутоста при остварувањето на емоционалните контакти. Благодарам професоре, тоа беше емисијата за хороскопскиот знак Јарец. Ви благодарам за вашето внимание и за самиот крај само стиснете лайк, subscribe и претплатете се. Ви благодарам.